Благодарам, почитувам председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван председател на владата на Република Македонија, почитувани подпредседатели, почитувани министри. Ќе го искористам мојата деловничка можност да поставам две пратенички прашања. Првото пратеничко прашање го упатувам до председателот на владата на Република Македонија, господин Христијан Мицковски. Почитуван господине Мицковски, моето лично видување е дека светот се наоѓа во една сериозен безбедносен ризик и се обидува да ги надмине тие безбедносни прашања. Гледаме дека војната во Украина се уште трае, после неколку години, далеку е од повидок некакво мирно решение на тој спор. Помеѓу другото, сакали ние да признаеме или не, Европа е индиректно вклучена во таа војна, земајќи во предвид дека иако директно не испраќа своји трупи, сепак дава поддршка на напорите на Украина, значи дава своја помош, дали е тоа војна или економска, помеѓу другото воспоставува и санкции спрема Русија. Гледаме дека имаме одредени безбедносни проблеми во појасот Газа, кои што се уште не се надминати. Видовме дека Соединетите Американски држави интервенираа во Венецуела, сега гледаме дека се закануваат и со интервенција во Иран, така да светот се наоѓа навистина пред еден сериозен безбедносен предизвик. Земајќи го предвид тоа прашање, целата светска јавност беше свртена кон она што се случуваше на Минхенската безбедносна конференција, на која што вие ја предводевте нашата македонската делегација. Таму учествуваа над 1000 делегати, представени беа 115 држави, 60 држави беа представувани од шефовите на своите дипломати, односно од шефовите на владите и на председателите на тие држави, 100 министри за надворешни работи, представена беше Европската унија, представена беше НАТО, Светска банка и слично. Значи, навистина една многу сериозна конференција на која што за среќа учествувавте и вие, односно учествуваше и беше соодветно представена Република Македонија. Опозицијата цело време тврди дека сме ние изолирани како држава, па јас би сакал да ви поставам директно прашање во однос на тоа какви се вашите впечатоци од таа средба и дали воспоставивте некакви директни средби со светските лидери, односно со луѓето кои што беа на ова безбедносна конференција, присутни на оваа безбедносна конференција, бидејќи тоа е од навистина големо значење за Република Македонија. Второто пратеничко прашање би го поставил до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Господине Трипуновски, Република Македонија е мала економија, на неја влијаат многу фактори, меѓу другото влијае директно и сето она што се случува во окружувањето и воопшто во светот. Сепак, како мала економија, земјоделието е клучна гранка која што треба да повлијае навистина на надминување на оној дисбаланс кој што постои помеѓу увозот и извозот, пред се на производи кои што се од земјоделска природа, односно храна и преработките на храна. Нашата борба како раководство, односно како влада и како држава, ако можеме тој дисбаланс да го надминеме, односно да влеземе во една позитива, повеќе да извеземе и да бидеме позитивен да биде извозот, врз основа на она што го увезуваме. За таква потреба нормално е дека дојде веќе време да се направат некои промени во земјоделската политика, односно дојде време да се смени системот на субвенционирање на земјоделски производи. Потоа би сакал да ви поставам директно прашање. Деновите направивте навистина една промена во овој поглед, односно воспоставувате една нова политика околу во делот на субвенционирањето на земјоделски производи. Опозицијата ве обвинува дека тоа значи намалување на субвенциите кои што би завршиле кај земјоделците. Вие од друга страна тврдите дека вистинските земјоделци конечно ќе ги добијат оние средства кои што ги заслужуваат. Па би сакал, ако може подетално да ни објасните што предвидува оваа нова политика и каде е вистината. Дали навистина земјоделците, правите земјоделци ќе добијат повеќе средства оваа година или дали токму таму ќе завршат средствата кои што државата ги одвојува, а тоа се навистина сериозна сума на средства која што завршува кај земјоделците. Благодарам.